Се наоѓаме во Музеот на град Скопје, каде до крајот на месецот ќе се одржи изложбата на уметничката Надја Петровиќ "Кршливоста на светулките", и тука сме да поразговараме со Петровиќ повеќе околу незината изложба. Надја, честитки пред се за твојата изложба. Навистина се преубави сликите. Кажи ни, што ти ја карактеризираат и колку време траеше процесот на креирање на истите? Ви благодарам на поканата и ви благодарам што сте тука. Процесот на траење на создавање на оваа изложба траеше повеќе од 3 години. Е мултимедијален проект и освен самите дела имаше и музика која што ја работеа браќата Тавитјан и самите изјави со кои што од самите изјави, бидејќи некои од гостите веќе не се меѓу нас, беше откриено колку е процесот долг на создавање на оваа изложба и на овие дела. А Надја, каква порака сакаш ти како уметник да испратиш со овие твои дела? Како би ги окарактеризирала? Насловот на изложбата е "Кршливоста на светулките", во кој што поднаслов е "Парадигма на човековите состојби", и самите дела укажуваат на некоја човечка состојба, и самите наслови на самите дела укажуваат на баш таа состојба. И интересно е тоа што нашите врвни уметници, браќата Тавитјан, како што спомна, исто така имаат удел во изложбата која што е тука во Музеот на град Скопје. Како се случи соработката со нив? Соработката со нив се почна многу одамна и имаше некој многу нормален и природен тек. Некаде почнавме да соработуваме 2018 година и тогаш се роди една идеја, меѓутоа немавме се уште како би рекла во план сето тоа вака да испадне, меѓутоа на крајот сме Сте изложувале во многу земји, Америка, Италија, Англија. Како е да се изложува надвор во странство, а како е да се изложува дома? Дали дома имаше посебна трема? Македонската публика мене ми е стално драга, бидејќи сум од Македонија по потекло. И имам некоја си треба стално пред македонската публика, познавајќи ме од помала возраст. Значи, посебно е чувството дома, што македонската публика има можност да ги види твоите дела. Имаш дипломирано во Фиренца на Академијата за ликовни уметности, исто така си имаш надоградувано и во Лондон. Колку учењето и надоградувањето во овие земји тебе ти значеше како личност и како уметник? Секој надоградување за еден уметник значи многу. И тоа е многу лесно да се види преку неговите дела. Многуте изложби, прошетки, едукација, сето тоа има влијание врз самиот уметник и кај мене имаше доста влијание. Еден од твоите најголеми успеси е излагањето на твоите дела во Бигс музеум, каде што таму претежно само американци изложуваат, но ете имаше и ти таа чест да изложуваш твои дела. Како се случи да дојде до тоа и какви беа впечатоците твои и на посетителите? Тоа беше една од моите подраги соработки, затоа што е сепак Бигс Museum of American Art и е музеј на американска уметност, кој што сметам дека сум единствена која што има излагано таму, кој што не е од Америка и не е од делот на Делавер. Соработката се деси на тој начин да бевме вклучени во една групна изложба. Кога му беше испратено делото, тие решија да го стават делото на самата изложба и да направат една одстапка баш за таа изложба. Надја, кои други твои излагања би ги издвоила?
Па, исто така драго излагање ми беше во Сан Диего. Сан Диего Арт Фаер, тој беше сајм кој што се одржува под покровителство на Музеот на современа во Сан Диего и се одржува еднаш во годината. Е голем настан за Сан Диего и тоа беше исто едно мое драго изложување. Одлично. Може ли да се каже дека ако сликата разбуди емоции во човекот кој ја гледа, сликата е квалитетна? Па, не би рекла, не би се слагала 100% со таа теорија, затоа што има многу норми и правила во уметноста кои што треба да се запазат за да стигне до квалитет на самото дело, како и на иновативност и пласман и секој што доаѓа до валоризација на самото дело, меѓутоа емоцијата е исто битна кај самото дело. Многу луѓе се поврзуваат емотивно со работи исто кои што немаат квалитет. Надија, антропологијата и психологијата може да се каже дека го окупираат твоето внимание и во твоите дела се забележува дека човекот има важна улога во твојата уметност. Имаш ли доволно време и колку тие ти значат сушност антропологијата и психологијата? Па, да, како што рековте, по самите дела се гледа дека му оддавам посебно значење на човекот и антропологијата и психологијата ми се еден многу битен фактор во самото творештво и за да можам да ги изразам тој процес во кој што го почнав и го работам веќе 2 циклуси. И првиот циклус кој што беше под кожата и вториот циклус кој што е кршливоста на светулките, парадигма на човековите состојби. Да, му да оддавам посебно значење на антропологијата. Антропологијата исто како составен дел од уметноста и наука која што се изучува на уметничките школи, така да. Важен сегмент секако. Надија, колку е важно денес на младите да стекнат интерес за креативното изразување, како и разбирање на креативноста? Сметаш ли дека треба да се зголемат, например, часовите по ликовна култура во училиштата, во градинките? Ова е тешко прашање. Се зависи од самата програма. Сметам дека треба да се биде многу внимателни со помладата публика, затоа што и преголемата доза на часови кои што само ќе ги доведе до сликање може да му направи една одбивност кај помладата публика. Треба да се најдат нови методи на изразување и тоа да му се прикаже преку една поинаква игра, нешто што ќе привлече младата публика. Надија, и за крај, што би сакала да оствариш понатака во иднина на уметнички план? На уметнички план би сакала да извадам уште по квалитетни и по иновативни дела, затоа што тоа е главното водечко во кога се прави изложби, местата, локациите, бројот на изложби, сметам дека е помалце битен од квалитетот на делата. Сега остануваш во Скопје или заминуваш во странство? Па јас сум многу на релација Скопје Италија, али да, сега сум во Скопје. Одлично, ти благодарам многу за разговорот и многу среќа во иднина. Фала ти.